Минатата тема, ако се сеќавате, насловот ни беше, одговаравме на некој начин на прашањето зошто толку многу правила, зошто Господ има толку многу правила, па видовме дали и зошто и дали има многу правила, па некако се сведе на тоа дека е едно правило, ако може да се нарече правило, љубов. Денеска пак ќе одговориме на едно прашање и не знам колку целосно може да се одговори ова тешко прашање. Значи, ова е едно тешко прашање кој што верувам дека секој од нас верни не го имаат поставено луѓе кои што имаат проблем со тоа да ја прифатат Библијата и да го прифатат Бога и спасението со тоа. Прашањето е зошто толку многу крв во Стариот Завет или зошто толку многу убиства во Стариот Завет. Некако како, јас од самиот старт, иако почнав да читам од Новиот Завет, кога го читав Стариот Завет, некако ми беше многу поразличен, навидом изгледа. Зошто толку многу крвопролевање? Ова е тешко прашање. Не знам колку може да се даде, прецизен или целосен можеби одговор, но ќе се обидеме. Како прво, не смееме, тоа е правило, не само протестантско, меѓутоа правило на секој оној кој што сака да ја дознае вистината и кој што сака да ја свати Библијата онака како што Господ има намера да биде сватена, не треба никогаш да се земаат вон контекст. Некои примери или случки кои што ги има, зборуваме пред се за Стариот Завет, од Стариот Завет и да го извадите тој текст вон контекстот на целата Библија, или по-тесетниот контекст на таа глава или така натаму, но и во контекст на целата Библија, која што е на некој начин писмо од Бога до нас, грешниците, патоказ до тоа како да дојдеме до спасение. Главна цел на Господа му е нашето спасение и тоа треба да го убедите. Никако вон контекст. И сега, ако земеме од самиот старт, сеќавате минатиот пат, почнавме тука негде, само првата и втората глава од Битие, или прва Мојсиева, ни се опис на светот пред падот во грев. И тоа е на некој начин Божиот идеал. Што имаме во прва и втора глава? Прва глава, создавањето, како Господ создавал тие 7 дена, 7-миот ден се одморил, по сабота, се одморил. Ги ствара како круна на, кога создава и на секој ден, на крајот од денот вели добро е. Добро е и шестиот ден дори вели многу добро. Тоа се однесува на целокупното негово создавање, не само на жената. Ако некој може да свати, откако ја создаде жената и Господ рече многу добро. Не. На целокупното создавање, меѓу другото, тука и жената, нормално и мажот. Не. И, се што создаде Господ беше многу добро. Потоа ги насели во Едемската градина да ја обработуваат. И тоа се беше многу добро. Идеални услови за живот, за се. Тоа е Божиот идеал. И потоа падот во грев во третата глава и цела една Библија, целата Библија напишена со разни случки, биографија, вчера читавме во книгата Воспитување за некои од биографиите. Се до 21 и 22 глава, пак две глави, крајните глави од Библијата, во Откровение 21-22, кај што повторно Господ го враќа Едем, да кажем, изгубениот Едем, и го враќа тој идеал. Повторно, она што е идеално, она што, како Господ сака да биде, е 21 и 22 глава Откровение, каде што вика дека нема веќе грев, нема смрт, секоја солза избришана, нема болници, да парафразираме малку, нема несреќи, нема проклетство. Тоа е идеалот Божи. Да забележеме, да се вратиме во трета глава Битие најнапред. И ако читаме таму, после падот во грев, што се случува? Господ фрла проклетство, всушност со самиот пад во грев повлекува, и проклетство, дури и земјата проколната. За да на крајот, во 22 глава од Откровение, 3 стих, вели, и нема веќе да има никакво проклетство. Еве го тоа враќањето на Едем. Тоа е идеалот Божи. Првите две глави од Библијата и последните две глави. Се што е измеѓу
е навистина полно со зло, со разни случаи, со падови во грев, со несреќи, со обидот Господ да го врати човека на вистинскиот пат. Да се осознае себе си, да се осознае кој е, зошто е создаден и да го врати назад, значи, на вистинскиот пат. Тоа е најширокиот контекст што можеме да го земеме, значи, кога зборуваме за една ваква тема. Или еве Исаија, да прочитаме 11 глава, 9 стих. Има повеќе вакви стихови, но ова е оној кој што многу добро се вклопува. 11 глава Исаија, 9 стих. Вели вака: не ке се прави повеќе зло, не ке се опустува на сета моја света гора. Земјата ке се исполни со знаење за Господа, како што морињата се полнат со вода. Интересно, значи, на новата земја, значи, кога ќе биде вратен Едем, ќе нема повеќе зло. Прочитавме во 22 глава Откровение, ќе нема повеќе проклетство, никакво проклетство. Били земјата ќе биде исполнета со знаење за Господа. И минатиот пат кажавме дека ѓаволот има за цел да го погрешно прикаже Господ, неговиот карактер. И тоа цело време го прави, до ден денешен. И денеска ќе видиме дека всушност негова цел е таа, да погрешно го представи Божиот карактер. Сеќавате минатиот пат, спомнавме. Ѓаволот удира на законот и ѓаволот вели: Господ е тирани. Господ ви ограничува слободата. Јас ќе ви ја вратам слободата. А камо ли за една ваква тема, каде што гледаме цели, под наводници ќе кажам, затоа што ќе видиме дека тоа не се геноциди, чистења на народи во Стариот Завет. Како ли тоа може ѓаволот да го искористи против Господа, да рече: видите каков е Господ. Уништувач, уништува, треби до крај. Но ќе видиме дали така. Иако ова е навистина тешко прашање. Реков, не знам колку ќе успееме да го одговориме. Од 3 глава Битие, како што спомнав, таму до 20 глава Откровение, значи, периодот на грешниот свет, борба со гревот, со ѓаволот, борбата со собственото јас, ќе го видиме Господа кој што често пати прави потези кои што може и погрешно да бидат разберени. Не дека тој оправдува, да речеме, многу женство, полигамија, нели? Дека оправдува убиства и така натаму. Меѓутоа, Господ на некој начин се прилагодува кон човекот, за да полесно биде разберен, за да полесно Господ го поучи и да го врати на вистинскиот пат. Пазите, и ние самите од наше лично искуство, од старт, еве, Господ ве повикал, ве извадил од египетската земја, од земјата на робството. Дали Господ све одеднаш ви дава и ви го кажува правецот, што треба да правите и како треба да правите за да живеете помошечки. Или тоа постепено, односно некојаш како што велат, како на лажичка, затоа што сме нели мали на почетокот, уште не проодени како што треба. Постепено и постепено, значи дури и некои ситуации, кога ќе паднеме во грев, ќе грешиме, Господ е тука да на некој начин се прилагоди, не дека одобрува, пазите, знаете. Сега ќе видиме еден таков текст, за да на некој начин се воведеме во темата. Ова е се уште вовед. Матеј 19 глава. Внимавајте, овој самиот текст, самата Библија сега ќе каже многу јасно што сакав да кажам јас. Матеј 19 глава. Од 3 до 8 стих. И фарисеите му пристапија и го искушува и рекоа: дали смее човек да ја остави својата жена по секаква причина? Исус одговара, значи вели: зар не сте читале дека оној кој што ги создаде во почетокот, значи Исус ги враќа на почетокот, на таа прва, втора глава.
Значи, пред падот во грев. Зар не сте читале дека во почетокот, оној кој што ги создаде, значи во почетокот ги создаде машко и женско. И рече, затоа мажот ќе ги остави таткото и мајката и ќе се прилепи до својата жена и обата ќе бидат едно тело. Повторно, цитат од 2 глава, Битие. Така што не се веќе двајца, туку едно тело. И така, што Бог соединил човекот да не разделува. И му рекоа, зошто тогаш Мојсей заповеда да и се даде разводно писмо на жената и за да се остави. И што им одговарал Исус на ова? Заради вашето закоравено, заради вашето тврдо срце, Мојсей ви дозволи да ги оставате вашите жени, но во почетокот не беше така. Значи, како Мојсей им дозволил? А Господ му кажал правила, нели Мојсей пишувал закони, закончења и така натаму и прописи и правила. Господ на некој начин како да се прилагодува, меѓутоа не одобрува. Оставање за секаква причина. И ова не само во смисла на брак и брачни односи. Ова е принцип кој што го забележуваме многу често пати, може да се употреби во други прилики. Значи, зошто заради вашите закоравени срца, заради вашите тврди срца, но не беше така на почетокот? Имајте го во предвид. И сега, друг пример во Стариот Завет, кој што веднаш може да ни вака падне во мислите, е времето кога израелскиот народ бара цар. Никогаш не било Божја замисла да Божиот народ, значи, живее во монархија, во едно такво уредување. Туку теократија. Значи, Господ да владее. Господ секојаш сакал тој да владее, тој да ги води нивните битки и да ги предупредил. Нели, на почетокот, односто биле нели многу упорни, уште во времето на судиите сакале такво нешто, ако читате од списите на Елен Вај. Дори и Гедеон сакале да направат, цар. Па тој некако со Божја помош се извлекол од таа ситуација. Зато што е големо искушение за паднато човечко суштество да царува, да владее. Денеска гледаме какви хаоси се случуваат во светот токму поради таа желба човечка да владее. И сепак Господ им дозволил. Че не може Господ со сила да ве спречи нешто ако сака. Ама сето тоа со цел се прилагодува на некој начин на обкружувањето за да ги научи на лекција, за да тие извлечат поука од сето тоа и да ги повторно со цел да ги врати на вистинскиот пат и конечно целта е спасение. Ништо друго. Барале цар, добиле цар, нели? Ама ги предупредил, им кажал, ама царот ќе ви ги зема момчињата во војска, па даноци ќе плаќате, па ова, па она, па 300 чуда. Но сепак не сакаме да видиме како другите е добро. Еве ви цар. И кој е првиот цар? Саул. Еве, читаме од утринските стихови, баш минатата седмица, мислам дека беа повеќето и претходно за Саул. Барале цар, добиле цар. Значи, видите како Господ се прилагодува, но пак со цел да ги научи. Читаме во прва летописи, пред да го прочитаме овој стих, отворете во прва летописи, или тоа е прва дневник. Само да се докажам. Прва летописи, значи прва дневник, тоа е после цареви. После втора цареви се разбира, прва летописи или прва дневник, 22 глава, ќе читаме тука 2 стиха, но да се докажам. После Саул, знаеме како паднал Саул, кој е вториот цар? Давид, кој што бил според Божјето срце, нели? Така и вчера баш начнавме малку од тоа во дискусијата што имавме. И сега, знаеме дека Давид имал и своји слабости, нормално, и во тоа негово царување не се покажал како може да најдобро. Меѓутоа, кога доаѓа моментот, да видиме, сега сакам да ве наведам на еден момент каде што гледаме дека Господ се дистанцира од убиство, од крвопролевање и така натаму. А потоцна ќе го разгледаме и потопот, значи нема да избегаме од потопот. Ќе видиме.
Кога доаѓа моментот дека треба да се гради Божи дом, знаете ли која е главната причина зашто Господ не му дал на Давида? Му рекол, што му рекол на Давида? Многу крв пролеа. Ќе читаме, значи, тоа се стиховите. Прва летописи в 22 глава, 8-9 стих. Но ми дојде Господово слово, значи, вели Давид, многу крв пролеа, му вели Господ, и водеше големи војни. Не ќе му изградиш ти дом на моето име, зашто пролеа многу крв. Уште еднаш во истата реченица повторува 2 пати, вели на земјата пред мене. Ете, ќе ти се роди син, тој ќе биде миролюбец. На него му личи, значи, и мене ми личи да еден таков човек ми изгради дом. Видите, Господ се дистанцира. Во оваква ситуација гледаме дека, од овие стихови гледаме дека Господ се дистанцира од крвопролевање. Не му е мило на Господа да било кој загине. И, значи, ете ќе се роди син, че Соломон, тој ќе биде миролюбец и ќе му дадам мир од сите негови непријатели од секаде наоколу, името ќе му биде Соломон, ќе му дадам мир и тишина на Израел во негово време. Знаеме дека тоа било времето кога било најблагодетното време, да кажам, за Израел. Но Давид, кој што водел страшни битки, Господ не му дозволи нему да го изгради храмот. Пазите, самиот храм, значи, кога сме веќе кај храмот, колко е Господ прецизен, колко е Господ внимателен. Кога сме кај самиот храм, еве скинијата, шаторот во поранешната форма, значи храмот Божи, на почетокот кој било. Што всушност се представува храмот? Каква била таа надворешната ограда на храмот? Бело платно, нели, мислам обколено со бело платно, чистота, или го символизира Христе, го символизира Бога, па дури се што е внатре, секој елемент, дали е тоа мијалникот со водата, дали е тоа светилникот, дали е тоа масата со лебовите, сето тоа го символизира Христа, односно Господа. Така да Господ е многу внимателен. Ако некој треба да ми го гради храмот, тоа нема да биде Давид. Тук ќе биде Соломон, миротворец, миролюбецот, кој што вели овде. И сега, не можеме да избегнеме, за да дадеме одговор на ова тешко прашање, да го избегнеме потопот. Уште на самиот почеток, односно 1000 и неколку и 500 години после почетокот, после падот во греб, Господ морал да го уништи светот. Еве да видиме кои биле причините. Читаме 6 глава Битие, 3 стих. Тогаш Господ рече: мојот дух нема да остане довека во човекот, или нема да се бори, така е во другиот превод. Мислам дека овие англискиот преводи. Нема да се бори довека со човекот. Значи, самиот овој факт покажува дека Господ не е равнодушен, не стои по страна. Господ сака да спаси, Господ се бори за секој еден од нас. Елен Вајд кажува, кога ние би можеле да погледнеме со тие очи, кога би можеле да ги видиме, значи, тие две војски, значи, таа борба меѓу злите и добрите ангели, каква се борба се води за секој една душа, тоа неверојатно. Тоа не може никаков Холивуд да го опише и да го стави на сцена. Нема довека да се бори. Зошто? Вели, човекот е телесен. Па векот нека му биде 120 години. Еве Божјата милост пак. Божјата љубов и гледаме. 120 години. Господ видел дека човекот е толку изопачен, еве му дава време 120 години. Преку проповедањето на Ное и неговиот живот. Градењето на арката. Читаме таму 5 и 6 стих подолу. Господ виде колку е голема човековата расипаност на земјата и дека, внимавајте состојбата во која што се нашла земјата. Господ виде колку е голема човековата расипаност на земјата и дека секоја мисла во неговата памет секојаш е само зло. Замислете. И Господ, како и Аврам, нели, која се застапувал за Содом, ќе видиме многу подоцна за Содом. Барем 10, од 50, како дошле таму до 10. Барем 10 ако има Содом. Немало ни 10. Немало ни во предпотопниот свет ни 10.
Само 8 праведници. А останатите какви биле? Секоја мисла им беше расипана. Се што ќе помислил човекот, секој живо човечко суштество на планетата, мислило само зло. Какво насилство владеело, можеме само да се замислиме, какви грабежи, какви убиства, што се немало на земјата во тој период. И што вели Господ во 6 стих, заради тоа Господ воздивна и се натажи во своето срце дека го создаде човекот на земјата. Не му беше сеедно. Беше претешко на Господа. 11, 13 стих. 11. Во Божите очи земјата беше се расипала, земјата се наполни со насилства, како што спомнам. 13. Бог му рече на Ное, одлучив да им биде крај на сите суштества, зашто земјата се наполни со насилства и еве ќе ги уништам заедно со земјата. Господ немал друг избор. За да сочува барем нешто, да продолжи човечкиот род, тој морал да направи вакво едно дело, кој што никако не сака да го уништи пред потопниот свет. Тоа вие знаете исто како, не дај Боже, рак, тумор, тешка болест. На крајот на криштата, значи, ако ништо не бива, што треба да се сече, да се отргне од телото, затоа што, за да се сочува телото, за да се сочува човекот, не дај Боже, може да заврши комно. Господ морал таков рез да направи. Ајде да се навратим сега на Содом, значи беа спомнати баш, јас затоа реков има добрини точки со пулката. Мада сега од една друга гледна точка. Гледаме на овие текстови. Битие 18 глава, 20 стих. Тогаш Господ продолжи. Голема е викотницата против Содом и Гомор, бидејќи нивниот грев е претежок. Внимавајте на речникот. Бидејќи нивниот грев е претежок. Какви се гревови имало во Содом? Пазите. Тоа се гревови, тоа е таа слобода под наводници, кој што денеска ја промовира западниот свет. И самото тоа покажува за жал во кој праве се оди светот, кој што западен свет ги учи сите, не учи сите нас како требало да живееме, во кој праве се оди човештвото и како ќе заврши. Голема е викотницата, бидејќи, значи, против Содом и Гомор, бидејќи нивниот грев е претежок. Ќе слезам да видам дали прават на вистина така, пазите колку е Господ внимателен. Да видам дали е така, како што вели тужбата што стигна до мене. Сакам да разгледам. Да, и истрага меѓутоа и може ли нешто се спаси? Главната цел на Господа е спасение. Па нели после имаме оно, да кажам, ценкање или како да го наречеме со Аврама, од 50 ако има па 40 така натаму, па немало ни 10. Само Лот со неговите две керки. Ни жена му не се спасила. Претежок грев. Сега да видиме неколку текстови, каде што може да ни дадат додатен опис за тоа, не само какви биле Содом и Гомор, туку какви биле тие, не знам, божечки народи, кои што биле, морало да бидат некои од нив и цели уништени. Какви биле? 20 глава, 2 законие. Второ законие, тоа е 5 Мојсијава, значи, 20 глава. Тешко е се даде прецизен и сеопфатен одговор, меѓутоа се обидуваме. 20 глава, второ законие, значи од 16 стих ги читам. Во градовите на овие народи, значи тука можеме да ги ставиме слободно и Содом и Гомор. Во градовите на овие народи, кои Господ твојот Бог ти ги предава во наследство, не остави ништо во живот. Тешки зборови.
Господ вели, не остави ништо живо, ништо во живот. Туку удри го со клето уништување, како што се барало, нели, од Саул, да амаликиците ги уништи до крај. Туку удри ги со клето уништување, хетејците, аморејците, хананците, ферезејците, евејците, евусејците, па тоа се цели народи, неколку народи се опрашај. Како што Господ твојот Бог ти нареди, за да не ве научат, сега внимавајте, која е целта? Што сака Господ да постигне? За да не ве научат да ги правите сите оние одвратности што им ги прават на своите богови, па да не согрешите против Господа својот Бог. Господ е врвен судија. Тој ги знае мислите, тој ги чита мислите, тој знае кој до каде дошол. Господ до крајни маки, значи до крајни граници ќе се труди околу секоја душа, ако може да ја спаси, да ја одврати од гревот. Меѓутоа, ако таа ја преминала онаа црвена црта, да кажем, во случајов цели народи, целата таа нивна култура била изопачена, брутални били тие народи. Но немало, како да речеме, во ова наше денешно време, кај што, нели, имате судство, правосудство, какво и да е, какво што е, па сепак, нели, ете некоја истрага, нели, како што спомнавме, како што Господ се однесува. Туку тоа било брутално, убиства, решавање на спорови на брутален начин. Биле насилни, насилно се однесувале кон Божиот народ и така натаму. Ајде сега да читаме во Левит, значи малку наназад, две книги порано, значи 3 Мојсиева, Левит, 18 глава. Од 20 до 25 стих. Погледнете какви греови се тука се спомнати. Значи, читавме дори во пулката делот тоа. 18 глава, значи Левит, од 20. Иако ова се совети до израелците, пазите, на кои што тие паднале, мешајки се со околните народи. Тоа на што Господ не го сакал. И се трудил на секој начин да ги заштити. Не легнувај со жената на твојот ближен, ќе се онечисти со неа. Не дозволувај некоје твое дете да му биде жртвувано на Молоха. Не го обесчествувај името на твојот Бог. Јас сум Господ. Не легнувај со маж, како што се легнува со жена. Тоа е гнасно и одвратно. А денеска сакат да не научат дека тоа се права човечки. Тоа е слобода, кој што треба нели секој да ја добие. Да не се легнува ниту со некое животно. Пази, тоа го имаме денеска. Че ние ги пристигнавме со Содом и Гомора. Ке се онечисти од него и жената не смее да застане пред животно за да се спари со него. Тоа е гнасно и бесрамно, одвратно. Не се онечистувајте со ништо од тоа. Со се тоа се онечистуваат народите што јас ги гонам пред вас. И земјата стана нечиста, затоа ќе ја казнам за незините гревови, па земјата ќе ги изблува своите жители. Значи, станува збор за гнасни работи. Нешто што, пазете, па имаме случаеви, денеска, за жал, тоа се индикации и показатели дека во кој време живееме. Имаме случаеви на вести и тоа се почесто и почесто се кажуваат примери на инцести, на силувања, на педофилија, на што ти се не во денешниот свет. Како дури денешното општество, какво што е, гледа на тие случаеви. На нешто гледа, нешто не гледа. Гледате, значи, реков, некои работи дури се промовира. Како гледа? Се сеќавате на оној во Австрија или каде беше кој што... Како се викаше? Не ги заборив. Не е обходно да се сеќавате, мислам, на име или на такви работи во детали. Монструми ги викаат. Луѓето, денешното општество, таквите ги нарекуваат монструми. А овде ѓаволот сака да наметне идеја дека оној, Господ, кој што ги ништи таквите, затоа што од нив веќе нема никаква корист, само штета, може да наштетат на останатите, го нарекува монструм. Ѓаволот го нарекува Господа монструм. Види што прави Господ.
Што се тешки гревови, гнасотија. Да читаме во Еремија сега, да скокнеме до Еремија, 19 глава, 5 стих. Интересно е само, пред да прочитам овој стих, се кажате, Господ вика на спасените им припрема на небото, што уво не слушнало, што око не видело, што на памет на човек не му дошло. А пазите, во овој стих ќе прочитаме дека народите правеле нешта што на памет на Господа не му дошло. Може да мисли какви стравоти. Еве читаме 19 глава 5 стих Еремија. И затоа што ги изградија вааловите високи места за да му ги спалуваат синовите како жртви. А тоа јас никогаш не им го наредив, ниту заповедов, ниту пак ми падна на ум нешто такво. Замислете. Некој, пазите, ова е тешко прашање кое што име препрека на мнозина за да го прифатат Господа. Кречат, Господ правил геноциди, етнички чистење во Стариот Завет. И тоа, пазите, дали Господ ги делел луѓето нација, ги требал по националност? Еве која веќе зборуваме. Или што е во прашање? Прашање е моралот, секојаш го издигнува моралот. Господ не фаворизира никаква нација, дури ни Израел не го фаворизира, туку и самиот Израел, кога грешил и го фаќал тој истиот пат, па јел во робство, го снаоѓале разни неволи. Сега ќе видиме во следните стихови. Значи, не смееме да гледаме така. Господ демек требел и, оваа нација не му се свига и ќе истреби. Не. Моралот е секојаш во прашање. Кога предалеку ќе отиде, некој кој што едноставно нема веќе никаква цел и смисла за неговото постоење на оваа земја, само може да наштети, да уништи, да зарази многу други, како што рековме примерот со ракот или туморот во телото. Дури едно самиот старт, кога Господ го повикува Аврам, ајде да се навратиме таму, во Битие 12 глава. Или прва Мојсева, значи 12 глава. Дали Господ некого фаворизира, дали Господ, не знам, вршил геноцид или што правил. Битие 12 глава. Од првиот стих. Господ му рече на Аврама, излези од својата земја, од родното место и од татковиот дом и оди во земјата што ќе ти ја покажам. Ќе направам голем народ од тебе, ќе те благословам, ќе го прославам твоето име и самиот ќе бидеш благослов. Јас ќе ги благословам оние кои што ќе те благословуваат и ќе ги проклонувам оние кои што ќе те проклонуваат и во тебе ќе бидат благословени сите племиња на земјата. Господ со повикувањето на Аврама, која му е целта? Да преку Аврам, преку тој избран народ, ги научи, ги благослови сите други народи на земјата, да сите дојдат до спасение, сите дојдат до спознание на вистинскиот Бог, на вистината. Сеќавате во Исаија, кој што го читавме оној текст таму на почетокот, што велеше Исаија 11.9, дека на новата земја, значи, кај спасените нема да има никакво зло и земјата ќе биде исполнета со познавање за Господа. Тоа му била целта на Господа, преку повикувањето на израелците. Е, уште од Аврама, значи, гледаме. Псалм 106. Ајде да видиме дека не фаворизира. Овие се зборови упатени до израелците, до неговиот избран народ. 106 псалм. Погледнете ги ови стихови. 34, надолу ќе читаме, од 34 стих, 106 псалм. И не ги истребија народите за кои што Господ им беше наредил. Не послушаа. Се измеша. Господ од тоа што се плашил, тоа го правеле. Требало да ги истребат, затоа што немало веќе корист. Ние тоа, можеби на нас не е многу чудно, меѓутоа Господ е тој кој што ги познава умовите. Господ знае кој ја преминал таа црвена линија, да кажем. Значи, 106 од 34. И не ги истребија народите за кои Господ им беше наредил. Се измешаа со многобожците, ги научија нивните дела. Ги почитуваа нивните ликови што им станаа стапица, им ги жртвуваа своите синови и своите керки на демоните. Докаде паднал Израел? На кого ги жртвувале? Демек, нели, на другите богови. Сушност, што значи тоа?
на бесовите, на демоните. Тоа се другите богови под наводници. Пролеваа невина крв, крвта на своите синови и керки што ги жртвуваа на хананските ликови. Земјата беше онечистена од крв. Се извалкаа со своите дела, направија прелюба со своите зли дела. Господ пламна со гнев. 40 стих. На неговиот народ му се згнаси неговото наследство. Ги предаде. Што прави Господ? Доаѓа казната, ги предаде во раците на многобожците. И нивните мрзители управуваа над нив. Непријателите ги измачува и ги угнетуваше и ги угнетуваа со својата рака. И вели дури ги избавуваше почесто, ама тој го разјарија со своите совети, беа покосени заради своите беззаконија. Господ не фаворизира никого. И израелците фатиле неморален пат, фатиле да прават гнасни дела, доаѓа казната. Да ги научи и нив, тие кои што требало да ги учат другите. Да видим сега еден пример во Битие 15 глава. Го гледаме, Господа, го браниме неговиот карактер пред нападите на ѓаволот, кои што често пати знаат да упалат кај некои луѓе, па тие спречени од такви некои размислувања не може да го прифатат Господа. И не може да сватат каков е тој Бог во Стариот Завет, кој што воопшто не одговара на оној новиот. Меѓутоа Господ не се менува, нели? 15 глава Битие, од 13 стих. И Господ му рече на Аврама, Господ преку Аврама кажува дека неговите потомци ќе бидат во робство 400 години, за египетското робство станува збор. И што вели понатаму? Господ му рече на Аврама, знај дека твоите потомци ќе бидат странци во туѓа земја, ќе робуваат и ќе бидат угнетувани 400 години. Ама јас ќе му судам на народот кому ќе му робуваат и конечно ќе излезат со големо благо. Така било, нели? А ти ќе отидеш при своите татковци во мир, ќе бидеш погребан во добра старост. Твоите потомци ќе се вратат тука во 4-тото поколение, зашто уште, внимавајте, ќе се вратат во Ханан, ќе го наследат Ханан, тогаш во 4-тото поколение, после целото тоа робување во Египет, зашто уште не се исполни мерата на аморејските злодела. Интересно. Овде, ако ова е малко изолирано, вака го гледаме, ќе видиме дека Господ нешто не ги фаворизира израелците, туку ги фаворизира другите народи за сметка на израелците. Некако испаѓа како а робството ќе биде толку, затоа што треба време. Да, ако можеше некој да се спаси од таму, односно, не ја преминале онаа црвена линија народите кои што вие треба да ја заземете земјата кај што тие живеат. Што веле стихот? Зашто уште не се исполни мерата на аморејските злодела. Кога се исполнува мерата, тоа само Господ го знае. И Господ трпеливо чека. Господ чека секој да дојде до спасение. Сега да отвориме во Исус Навин. Уште неколку стихови привршуваме. Не е ова толку лесно прашање за да може да се одговори во 30 на минути. Поминавме доста стихови, можете дома да си ги разгледате повторно и да размислувате. Исус Навин 24 глава. Ова се стихови кои што, веќе се влезени во Ханан и ова се стихови кои што покажуваат, ова е еден стих, или неколку, 2-3, колку се стихови, кои што укажуваат на тоа како Господ можел да ја заврши целата работа. Господ не можело, односно не требало нито еден куршум да се испука, така кажемо, нели? Нито една сабја да зацвечка, за да тие влезат во Ханан. Можеле за неколку дена да влезат, знаеме колкаво е растојанието. Повторно гледаме тој принцип да Господ се прилагодува на некој начин, се со цел да ги доведе сите до спознание за тоа каков е тој во суштина и да ги поучи и доведе до правиот пат, спасението. Читаме 24 глава, реков,
од 11 до 13 стих. Тогаш поминавте преку Јордан, значи веќе опинуваат Јордан, книгата на Исус Навин, Исус Навин ги предводи, и дојдовте во Ерихон. Главатарите на Ерихон поведоа војна против вас. Знаеме како Ерихон паднал. Како падна Ерихон? Со битка? Не, со трбите. Мислам, да, имаме многу такви случаи во Библијата, не е само ова. Значи, поведува војна против вас како и аморејците, еве ги аморејците овде, ферезејците, хананците, хетејците, гергесејците, евејците, евусејците, повторно, тие неколку племења, но јас ги предадов во вашите раце. Видите сега в 12 стих вели, јас испратив пред вас стршлени, кои тераа пред вас два аморејски цара. Господ, која сака, може да направи што сака наистина. Нема што да им благодариш на својот меч и на својот лак. Ви дадов земја за која што не се трудевте и градови кои што не ги градевте и се населите во нив. Ви дадов и лозја и маслинови градени што не ги садевте, а денес ве хранат. Се добивте. Беше ветено. И можеше многу поинако, меѓутоа заради вашите тврди срца, пак ќе кажам, како е текст по Матеј, ете бидна така како што бидна. До и не заборавиме, она многу битна работа. Да, Господ се бори за да ја добие секоја една душа. Сетте се на Ниневија, каков брутален народ исто така. Па, една од причините зашто не сакал Јона да оди, која била? Тој му лета глава, мислам, он знаел какви биле асирци. Но Ниневија, сетте се на Ниневија, затоа што се покајале, постеле, се обратиле кон Господа, Господ го сочувал тој голем град. Иако нели подосна ќе добие својата казна, меѓутоа тоа е тоа. Или се дојка не ја навршиш нели мерата. Но во моментов се покајали, Господ ги сочувал. Значи, Господ сака секоја една душа да се спаси. Доволно е трпелив, доволно дава шанси, доволно дава прилика. Да се сетиме на неколку стихови во Езекијел, значи книгата на пророк Езекијел, 18 глава. Дваесет стих, 18 глава Езекијел. Познате си овие стихови. Зошто зар ми е мене, вели Господ, значи, до тоа да умре безбожникот, говори Господ, Бог, а не да се одврати од сите своји лоши патишти да живее. Зар мене ми е мило и безбожникот да настрада. А камо ли па вие, нели често пати им се обреки на израелците, зар ми е мило вие да не се обратите и да се спасите. Господ ги сака сите, тоа е таа љубов, која што тешко може да се разбере, нели тешко да разбираме ние некојаш. Тоа е Господ. Кога гледаме во поширок и најширок контекст, тоа е Господ, не е поразличен во Стариот од тоа што е во Новиот Завет. Господ е милостив, Господ сака да спаси. И некојаш е неопходно да направи дело кој што не сака да го направи, меѓутоа е неопходно за да ги сочува другите. 32 стих од истата глава. Јас не му ја сакам смртта на никој кој умира, вели овде, говори Господ Бог. И така обратете се и живејте. Тоа е Бог. И да завршиме со текстови кои што допрва ќе ни бидат предмет на проучување во пуката, 2 Петрово, познати текстови. 2 Петрово послание, 3 глава, 9 стих. Еве, дури некој од нас ќе каже 30, 40, 50 години сум во црква, никако Господ да дојде. Која е една од причините? Нели, не доцне. Господ знае, Господ си има своја сатница и време. Господ не доцне. Меѓутоа, еве, ако мислиме дека доцне, зошто е тоа така? 9 стих. Господ не го забавува тоа што го ветил, како што некои мислат за тоа бавење, туку го покажува своето трпение кон вас, зашто не сака некој да пропадне, туку сите да дојдат до покаяние. Господ сака сите да се спасат. Меѓутоа, човекот е тој кој што се одвојува
И видовме ситуации кога не само што се одвојува, туку запаѓа толку во гревови, такви гнасни дела прави да Господ едноставно мора да го отсече, да го оттргне. Јас се надавам дека до некаде можеби, иако овие работи горе-долу можеби ни се познати, но некој можеби има се уште потешкоти, и ја ден денеска се уште некои делови, можеби не целосно ги сваќам, јутоа пак ќе кажам, немојте да издвојувате делови, посебно Библијата, гледате ги во целосен контекст. Господ е љубов, Господ сака секој се спаси. Нека му е слава. Амин.